Зборува Глас од Македонија. Зборува Глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова е радиопрограма за овој час. Нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. И во ова наше дружење, почитувани слушатели, ќе ви дадеме интересни информации поврзани со Македонија. Од историјата ќе дадеме за херојот партизан, иначе во Втората светска војна, Тајки Даскалот. Од рубриката Жена, мајка и дом ќе ви ја дадеме важноста како лек на кромидот. Се разбира тука е и коментарот на неделата и курси вести. Вторник на 19 август е празникот Преображдение, кој паѓа во богородичните пости, но пред да одиме со прилогот за тоа, да спомнам дека да ве поздравам за пријатна разонуда со една убава песна, а истовремено да кажам дека дел од ова програма спонзорира нашиот познат сонародник, иначе и поранешен председател на црквата Свети Климент Охридски, Владе Димитриевски, со неговата сопруга Мара и фамилијата. Благодарност од него. Дали си
sad, za pari me prodadat. Mene mlada, daleko odnesat, za pari me prodadat. Во продолжение да го дадеме и прилогот за празникот Преображдение Христово, кој е вторник на 19 август. Преображдение Христово или Преображдение Господово, христијански празник кој се слави секоја година на 19 август, а според јулијанскиот календар е на 6 август. Новој ден се прославува преображдението на Христос и на планината Тавор, кога Господ се појавил во сета негова слава пред апостолите Петар, Јаков и Јован. Во 3 од 4 евангелија се говори за овој настан Матеј, Марко и Лука. Според преданието, за да не ослабе верата на апостолите со неговото страдање и смрт кои предстоеле и за неговите ученици да не отпаднат од него, Господ Исус Христос сакал да им покаже барем дел од својата божествена слава. Затоа ги зел со себе Петар, Јаков и Јован, излегол со нив ноќе на гората Тавор и таму се преобразил пред нив. И заблискало лицето негово како сонце, а облеката му побелела како снег, а покрај него се појавиле пророците Мојсей и Илија. Потоа сјаен облак ги опфатил Господ и учениците и дошол глас од небото. Овој е мојот возлюбен син, не го послушајте го. Откако го слушнале овој глас, учениците паднале на земјата, како мртви и останале така додека Господ не им пришол и им рекол: станете и не бојте се. Откако слегле од гората, Исус им заповедал да не зборуваат за тоа што го виделе додека тој не воскресне. Иако настанот традиционално се верува дека се случил на 40 дена пред распнувањето на Христос, тој се празнува на 40 дена и пред Крстовден. Преображдение Господово е еден од оние 8 големи Христови празници, кога според народното предание во зора почнува да се преобразуваат и гора и вода, најавувајќи ја идната есен. На преображдение се преобразува и листот, и гората, и каменот во водата. Листовите почнуваат да жолтеат и да опаѓаат, а водата станува постудена, па не е за капење. Ке луѓето на преображдение се случуваат промени кои преку лето поцрнел почнува да белее. На преображдение небото во глува доба 3 пати се преобразува. Кој тоа го види и на друг му каже, се верувало дека ќе го изгуби паметот. Според распространетото верување на преображдение не е убаво преку ден да се спие, бидејќи кој тој ден поспие ќе се преобрази, па цела година ќе биде дремлив и поспан. Според народното верување, за прв пат во годината се бери грозје и се носи во црквата каде што свештеникот го по молитвата го благословува. Во краишта каде што нема грозје се осветуваат други плодови како јаболка, сливи и слично. Овој чин представува и благодарност кон Господа за сите природни дарови на земјата. На преображдение во црквата се дава нафора и грозје. Тоа не е нафора во вистинска смисла на зборот, туку само благодарност кон Господа за плодовите. Во народот постојат повеќе верувања поврзани со овој празник. Поради заладувањето на времето се верува дека на тој ден се преобразува природата, лисјето на дрвјата почнува да венеат, а и водата станува студена, поради што на преображдение луѓето за последен пат се бањаат во реките. Еве интересни верувања од Охрид поврзани со овој ден, што забележал охриѓанецот Ефтим Спространов. Тој сведочи дека спроти празникот Преображдение се отварало небото и било светло како оган. Спространов исто така ги спомнува верувањата за поклонувањето на дрвјата и за исполнувањето на желбите од страна на Господ и покажува и посебно укажува на приказната за тоа што наместо осмак пари посакал осмак глава и за некој човек што го врзал телето за некој дрво кое во тој миг било наведнато, па утрото го нашол обесено на врвот. Ефтрим Спространов уште забележал дека на овој ден во студенчишта, а студенчишта е кај што се билјанин извори во Охрид, се собирале штарковите пред да заминат во потоплите краишта.
Тој пишува: на преображение си одет штрекоите и ластојците. Каде студенчиша се берет со стотини околу еден црн штрк, дори ќе поцрнит полето. Неколку дена викет, креват џирултија, после ќе летнит црниот штрк и сите по него ќе летнет. Црниот штрк, како цар да е, како војвода. Очигледно, празникот преображдение на Господ Исус Христос има длабока смисла во животот на македонците. Еден важен период од годината, кога и времето се преобразува, заладува и тргнува кон есента, оставало впечаток и во свеста на македонецот, па така нашло место и во неговите верувања и во народните умотворби. Ете, тоа беше прилог за празникот преображдение. Нека е напомош и повелете вторник во сите македонски православни цркви од 10 часот утрото на заедничка богослужба.
Радиочасот Глас од Македонија еве веќе 56 години е заедно со вас, почитувани слушатели. Но овој пат ја бара вашата донација, спонзорство и слично, зашто должиме околу 17.000 на радиостаницата. А рокот за да исплатиме е до крајот на септември месец. Доколку мислите дека е потребно да постои оваа радиопрограма, помогнете не мене, туку самите вие ќе си помогнете и понатаму да ја слушате, да го слушате ова македонско гласило, кое верувам дека сепак ви носи некаква разонуда. А што е најважно, бранител е на македонството. Зашто вие сте клучот, вие ја решавате судбината на ова најстара радиопрограма во иселеништвото. Телефонот е 647-780-6549 или 416-691-7184. Инаку, управата на црквата Свети Климент Охридски со председателот Борис Стојков ви укажува дека во црквата Свети Климент Охридски на располагање ви стојат трите модерно премени сали за вашите крштевки, свадби или било какви манифестации. Телефонот е 416-421-7451. Исто така, секој четврток повелете на заеднички ручек од 12 часот напладне. И за религиозните празници, како што е сега, значи Преображдение вторник, или во неделите, повелете на заедничка служба од 10 часот утрото. Телефонот е 416-421-7451. А со иста порака и председателот на Македонската православна црква Света Недела од Еџекс Ристо Трифуновски со својата управа соопштува дека црквата располага со удобна сала за помали свадби, крштевки, роденден и слично. Телефонот е 905-431-4944. Инаку секој вторник со председателот Мајк Кожовски и прекрасното јадење што го подготвува шефот на кујната Марија Ангелевска ве покануваат на заеднички ручек после 28 август, но и за религиозните празници и неделите дојдите на заедничка богослужба од 10 часот утрото. Телефонот е 905-431-4944. Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрајва се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416-624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас, за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549. Собственичките на цвеќарата Flower by Lilac, Марија и Кристина Белчевски, на сите вам ви посакуваат пријатно дружење со радиочасот Глас од Македонија. Инаку, во време кога се врши атак врз македонскиот јазик и идентитет, при што пропагаторите против македонците, македонската историја и македонскиот јазик мафтаат со тврдење дека македонската нација ја измислил Тито, а македонскиот јазик бил бугарски дијалект, еве еден историски документ за македонците и македонскиот јазик издаден многу години пред да се роди Јосип Броз Тито, пред да дојдат така наречените администратори, односно фашисти бугари со пушки и топови во Македонија во 1941 година. Документот е објавен, односно се занимава со историски прашања од поблиската и подалечна историја на Македонија. Меѓу другото вели, македонскиот наведен како засебен јазик во зборник од 1849 година. Редакцијата на зборникот Легенди на рускиот народ и составувачот руско-етнограф, фолклорист и палеограф Иван Сахаров во 1849 година го навеле македонскиот како засебен јазик покрај српскиот и грчкиот меѓу другите јазици. Извор:
Сказание руского народа, собрание Иван Сахаровим, том 2, книга 5, 6, 7 и 8, Санкт-Петербург, 1849, страна 13. Се посочува, а во објавата на Македонија и пишува True Endless Story. Меѓутоа да дадеме нешто што е навистина интересно, што се појави во неодамна. Македонија не е Грција, објавена на македонски, книгата на турскиот генерал Ознал за самата наша Македонија. Ознал бил генерал на корпус во турската армија, познат истражувач и толкувач на балканските состојби. Ова капитално дело за прв пат е објавено во Анкара, кога силно ја разбранува и грчката јавност. Македонија не е Грција и гледано низ историјата никогаш не била грчка. Македонскиот народ, историски и етнички, никогаш не бил грчки, тој е посебен, вековен, исконски народ. Секој народ сам си го избира своето име. Македонскиот јазик е единствен. Грција го лаже Балканот. Историските, културните и етничките вистини на македонците треба да се признаваат. Ова се само дел од пораките испратени со насловите на поглавјата на оваа книга, мала по обем, но голема според опфатот на низината содржина, напишана со користење документи и податоци од архивите на Отоманската империја, вклучително и од турскиот воен архив. Ознал, како раководител на Националното воено здружение на Турција, учествуваше на симпозиум за балканските војни во Грција. На брошури, книги и на транспаренти по ридовите на Атина секаде читал иста реченица: Македонија е грчка. Грците безпрестан повторуваа дека Македонија од секогаш била грчка, дека нема македонски народ и така натаму, сведочи самиот Ознан. Иритиран или налютен, побарал збор на симпозиумот и пред 150 присутни рекол: Македонија не е Грција, пошто настанало молк без протиставување од кој и е да е друг учесник. Веднаш по враќањето во Турција ја пишува ова книга, која што говори со јазикот на фактите и отсликува Македонија низ вековите во низината вистинска светлина. Всушност, Македонија не е Грција е најуверлива негација на грчките небулози, појавувани во подолг временски период и особено по осамостојувањето на Македонија. Еве што постои во самата содржина. Вели, македонскиот народ, историски и етнички, никогаш не бил грчки, тој е посебен народ, тој е на страна 9. Македонскиот народ е вековен, страна 11. Нецивилизираните за цивилизираните, 15-та, откорнати 18-та страна, колку грци во секоја околија се вселени 19-та страна, преземени мерки во Првата светска војна 21-та, секој народ сам си го избира собственото име 24-та страна, македонскиот јазик е единствен 27-та, Грција го лаже Балканот 31-та, аспирациите на Грција спрема Турција 31-та, отворени прашања со Албанија 32-та, недоразбирањата со Бугарија 32-та, отворени прашања со Романија 33-та, грчките аспирации кон Македонија 33-та страна, мировници во мирна земја 35-та, јалови планови 37-та, последни состојби за македонското прашање 39-та, за и околу признавањето на Република Македонија 41-та и историските, културни и етнички вистини на македонците треба да се признаваат. Тоа е 42 страна. Да му честитаме и да се заблагодариме на овој турски генерал. Neka pea te
Egej Pirin, na ovoj svetol slaven Ilimden. Neka pea Egej Pirin, na ovoj svetol slaven Ilimden. Neka buči silen vardar, neka brani širok Egej, neka lista visok Pirin, Makedonijo majko zapej. Neka peje gordo Kruševo, neka slavi Prohorčinski, da se slušne jedna pesma, če da nije sve makedonski. Zavedene s Makedonijom i sinovi slavni spomnici, što pana za sloboda za dnešni naši srećni dni, što pana za sloboda za dnešni naši srećni dni. Neka buči silen vardar, neka brani širok Egej, neka lista visok Pirin, Makedonijo majko zapej. Neka peje gordo Kruševo, neka slavi Prohorčinski, da se slušne jedna pesma, če da nije sve makedonski, če da nije sve makedonski. Уште еднаш да ве подсетам, почитувани слушатели, дека радио час од Глас од Македонија еве веќе 56 години е заедно со вас. Но овој пат ја бара вистински вашата донација, помош, спонзорство и слично, зашто должиме околу 17.000 на станицата, а рокот за да исплатиме е до крајот на септември овој месец, односно ова година. Доколку мислите дека е потребно да постои ова програма, помогнете не, зашто вие сте клучот, вие ја решавате судбината на ова најстара радиопрограма во иселеништвото. Телефонот е 647 780 6549 или 416 691 7184. А сега да дадеме краток прилог за Тошо Даскало од село Лавци, партизанот херој. На 23. јануари 1943 година во битолското село Лавци загина Тодор Ангелевски Строгов, Тошо Даскалот, борец на македонското национално ослободително движење и учесник на антифашистичката војна во Вардарскиот дел на Македонија. Роден е во село Лавци на 4. јануари 1909 година во занајчиско семејство. Основното 4-годишно училиште го завршил во Лавци, потоа се запишал во државната мешовита реална гимназија во Битола, а во учебната 1925-26 година во учителската школа во Прилеп.
Уште како ученик во учителската школа бил во првите редови на напредното учителско движење во Кралска Југославија и член на КПЈ од предвојната. Во народно-ослободителната борба се вклучил во 1941 година. Бил организатор и активен учесник во сите значајни настани од антиокупаторската борба во Битола и Битолско од 1941 до јуни 1943 година. Имал голема заслуга за создавањето на битолските партизански одреди Пелистер, Даме Груев, Јане Сандански и Гоце Делчев. Бил командант на Сдружениот одред Даме Груев во 1943 година, командант на Сдружените одреди Даме Груев и Вичо, член на окружниот оперативен штаб и командант на штабот на втората оперативна зона. За антифашистичката активност, Ангеловскиот, бугарскиот фашистички окупаторски суд бил осуден на смрт во отсуство. Неговата глава била уценета со тогашни 200.000 лева бугарски. Опколен од бугарската војска и полиција, која ја запалила плевната во која се криел во селото Лавци, за да не падне жив во раците на окупаторите, се самоубил на 23 јануари 1943 година. За овој наш херој македонец партизан, Ајрин Демировски или Демири, кој како млад замина од Битола, инако роден во Битола, замина во Турција и има напишано многу песни како Битола, мој роден крај, Не се фаќај до недонке, Сануќе Ленаде, ја има напишано и песната, и музика, и текст, и всушност овде го представуваме како контаутор кој лично ја пее песната за Таки Даскалот. Да чуеме. Клети тирани во борба нерамна, сета дружина муја избија. Таки Даскало жив не се даде,
Од рубриката Жена, мајка и дом во вечерашнава наша емисија ќе ве запознаеме со кромидот и неговата важност. Кромидот од секогаш бил дел од нашата трпеза без разлика дали се консумира сиров или како дел од некоја салата. Овие народни лекови со кромид ќе ви помогнат во разни здравствени состојби. За главоболка, оток, болки во ушите, настинка, воспаление на очите, ставете облози од исечен кромид на болните места. За висока температура, облозите од исечкан кромид се ставаат на нозете. Ако ве гризне диво животно на раните, ставете облок од исечкан кромид. За чир на кожата или за подкожен чир, изрендајте еден кромид и измешајте го со малку маслиново масло, а потоа ставете го на болното место и држете 1 или 2 часа. Исчистената главина кромид изробете ја во каша и од неја исцедете го сокот. Доколку имате воспаление на белите дробови или на некои други заболувања, мешајте го сокот со кромид, од кромид со една супена лажица мед и земајте 2 до 3 пати на ден. За спречување на опаѓањето на косата и за подобар раст, масирајте го темето на главата со сок од кромид повеќе пати на ден. За силната и упорна кашлица, пијте од сокот разреден со вода. Истиот рецепт важи и кај појавата на паразити во цревата. За лишај на кожата, мачкајте се со сок од кромид повеќе пати на ден. Против надуеност на стомакот, пијте сок од кромид помешан со ракија во еднакви размери. За често мокрење, зовирајте една главица кромид исечкана на повеќе делови на 2 децилитри вода заедно со една супена лажица мед. Потоа кромидот зоврете го и со малку розмарин, 2 децилитра вода, 2 децилитри вино и на секој час пијте по една супена лажица. Кај гнојните рани и чиреви најпрво се мијат болните места, а потоа на нив се става кромид претходно печен во свинска маст. Доколку имате проблем со згорчување на крв, тогаш секој ден јадете една главица пржен кромид во маслиново масло попладни навечер. Кај болки во ушите се држи малку топол печен кромид во облок, а инсектите излегуваат од ушите доколку во нив ставите неколку капки сок од печениот кромид. Кај разните видови на тумор, на површината од кожата се стават облози и печен кромид. Тоа беше дел од кромидот, важноста, но повеќе ќе дадеме во нашата наредна емисија. Девојко, зрела јаболко, не гледај така под око, душава ми ја изгоре, срцево ми го разболе, како ватар ќе дотечам, на раце ќе те однесам, како шара ќе израсне, љубовта наша голема, како ватар ќе дотечам, на раце ќе те однесам, како шара ќе израсне, љубовта наша голема, како ватар ќе дотечам, на раце ќе те однесам, како шара ќе израсне, љубовта наша голема. Девојко, зрела јаболко, не гледај така под око, не знаеш, ниту сонуваш, со мене век ќе векуваш, како ватар ќе дотечам, на раце ќе те однесам, како шара ќе израсне, љубовта наша голема, како ватар ќе дотечам, на раце ќе те однесам, како шара ќе израсне, љубовта наша голема. Како ватар ќе дотечам, на раце ќе те однесам, како шара ќе израсне, љубовта наша голема, како ватар ќе дотечам, на раце ќе те однесам, како шара ќе израсне, љубовта наша голема. И последните минути да ги искористиме со мојот коментар на неделата.
Бев некаде 7 до 8 години кога за прв пат видов на телевизија американски филм во кој глуме Елизабет Тейлор и Ричард Бартон, и сите дома со интерес го следевме, а се разбира потоа и други филмови како на пример Сјај во тревата со Натали Вуд и Ворен Бити, па сариските филмови како Градчето Пейтон, Бен Квик и така натаму. Додека татко ми, мајка ми и моите две сестри филмот го следеа со интерес, околу брачниот пар Тейлор и Бартон како играат, кој заврши позитивно, јас пак повеќе, морам да признам, гледав во раскошноста на куќите, колите, облетката и така натаму. Почнав едноставно да фантазирам за аристократските куќи во таа Америка и сонував да дојдам, што стана и реалност. Верувам дека и многу од вас тоа сте го посакувале, зашто премногу се пропагираше колку е убаво да се живее во Америка. Од друга пак страна, баба ми велеше: евреите крвта ти ја пијат. Јас мала, буквално ја разбрав нејзината порака, но со доаѓањето во овој западен свет, ја видов вистината дека од утро до мрак треба да работиш за да го платиш кредитот или моргичот од скромна куќа што си ја купил и нема да биде твоја додека не ја исплатиш. Но и доколку не платиш такса каде што живееш, повторно нема да биде твоја, иако си ја исплатил на банката што му ја должиш. Што значи, Кочо Рацин токму го отсликал животот на работникот во неговата песна, а метафорично кажано од баба ми, пиење на крв. Но да го оставиме тоа. Многу поважно е она што Западот ни го прави на нас македонците. Од позади грб нож ни бодат, шират лаги дека ние македонците сами себе си решаваме, односно се уништуваме, давајќи само гол во стативата. До кога сето ова ќе го трпиме во случајов со таа недемократска Европска Унија, односно со главните актери, мајката Англија, ќерката Америка и внуката Европската Унија, поточно Германија и Франција. Да не одам многу подалеку. 1913 година во Букурешт, без да му дозволат да има македонски представник, ја поделија Македонија на 4 дела, без да го затворат македонското прашање кое остана уште тогаш отворено. Додека пак за Хонконг на Кина и беше одземен Хонконг за 99 години, како и за Индија. 1919 година во Првата светска војна најмногу борби се водеа во Македонија, односно од Битолско, Прилепскиот крај па се до Егејското море. И што стана? Со Македонија, значи, ни беше на Македонија не беше доволно тие живојаци што му направија на македонскиот народ по победата над фашизмот, мислејќи дека македонскиот народ ќе биде ослободен од секаква окупаторска чизма. Англија и Америка направија така наречен нов проект за да од егејскиот дел да го избркат македонскиот народ од своите таткови огништа. Ги делеа од мајката дечињата од 2 до 14 годишна возраст и плюс едното дете во една држава, другото во друга држава и така натаму, растејќи со други дечиња, каде воспитачка жена им беше така наречена мајка. И случајно и ден денес, оние кои се живи, но и оние кои почина ги носат траумите, мрачните сеќавања кога мајките си ги купаа своите коси, кога децата писка држејќи ја раката на својата мајка и со тажни очи гледа во неа да не ја испуштат. Всушност таму во тој дел на Македонија се роди окупаторското НАТО во 1949 година после 1948, а тоа беше и првиот нивни тест, првиот експеримент, за да потоа како и ден денес се растурат стари цивилизации без жал, без грев. Во Македонија дојдоа на сила Столенберг од Европската Унија, исто Меркел, Макрон и кој ли не насила да го промениме името наше македонско. Насила со полно право ќе речам изветрејаниот муртинец ѓаволски Зоран Заев и бугароманот Никола Димитров, иначе син на бугароманите кои беа професори Димитрови, а таткото негов рече предходно, сакам да кажам, во првите години по самостојувањето, да му се исуши раката на тој кој ќе потпише да се смени името на Република Македонија. Јас многу пати сум кажала,
Господ не е мачка да те драпне наеднаш, а обично пак се вели дека татковата клетва е посилна од мајчината. Па да видиме колку има вистина во сето ова. Меѓутоа не можам да разберам, од осамостојувањето на Република Македонија па до сега, се прашувам како сите влади што до сега, значи и од почеток до сега, не отидоа по примерот на евреите кои за мала ситница цел свет го креват на нозе, или пак албанското малцинство во Македонија побара цела рака и ете речиси и добија, за да нас пак македонците не направат како малцинство. Нашите влади, вклучувајќи би рекла и актуелната влада, добиваат директиви од таа недемократска Европска унија, која повеќе е нацистичка, а за демократска се невидливи, зашто кај нив нема демократија, Божем ќе не примеле велат во таа нивна вештерска куќа. Што мисли нашата влада? До кога ќе го трпи овој терор што го прави Западот врз нас? Мисли дека таму тече мед и млеко? Мисли дека ќе не облечат во злато и сребро? Мисли дека готово ќе го фатиме со тоа и Господа? Не, мој народе македонски, можеби некој од вас ќе се спротистави на моево кажување, меѓутоа не е сета среќа во парата, во златото, во раскошните куќи кои како мала јас фантазирав. Во таа Европска унија се е фалшливо, се е лага, темнина од која многу од државите што се членки во неа сакаат да излезат, зашто ја видоа реалноста на таа Европска унија, дека сака сите тие држави да ги земе за себе, а народот и самите држави да живеат под рента, зашто очевидно е дека и им раководат и во финансиите, им наредуваат што треба да прават, а кај и самите нив во овој случај не важи. Кај Германија, Франција, тоа не го практикуваат. Што значи, тие сакат да покажат лажна светлина, лажејќи го светот, а народната поговорка вели: се што сјае и не мора да заблиста. Меѓутоа има се уште време, со помош на македонскиот манифест во Република Македонија, во кој се према мене многу почитуваните Ефтим Клетников и Ристо Никовски, тука може да го вклучиме и Тодор Петров како председател на Семакедонскиот светски конгрес, за да и на нас македонците надвор од Републиката и ние се активираме. Но затоа ни требаат и бизнисмени како Битов, Павловски, Илич и многу други кои се милиардери да помогнат за да го отфрлиме тој Букурешки договор од 1913 година, за да македонците кои беа исфрлени од своите родни куќи си ги вратат назад своите куќи и имоти, да го искинеме тој преспански договор во кој се направи нова катастрофа врз македонскиот народ, да ги искинеме и Букурешкиот договор и Тиранската платформа, да ги запалиме тие парчиња на црниот лист, за да пепелта ветерот ја однесе во државите токму кај тие злосторници. Но нам за сето ова ни треба слога, солидарност. Што ќе ни е да се фалиме какви куќи или имоти имаме, ако не знаеме, или поточно, ако сме како муви без глави, каде светот не познава, а некој од нив и сака и да не згазе. Зарем не размислувате за сето ова, почитувани слушатели? Ја се разбирам, најпрво е фамилијата, а после се друго. Но во времето на комитите и партизаните, на преден план им била слободата, што не случајно охридскиот војвода Христо Узунов пред самата негова смрт и напишал на мајка му дека многу ја сака нејзе како биолошка мајка, но повеќе ја сака татковината Македонија. Ако тој умре, барем децата родени или неродени да живеат во слободна Македонија. Ете, мои брајки и сестри македонци и македонки, може би моево зборување чукање во празна слама, но се надевам дека ќе допре оваа моја емисија до некои и ќе започнат со зафат, да го соберат своето македонско стадо, но треба да помогнат и бизнисмените, исто како што и младиот бизнисмен од Рамбл компанијата Крис Павловски ќе финансира да се пронајде гробот на Александар Македонски, за кој се тврди дека е закопан во Република Македонија. Затоа не само Грција,
А тука е и Германија и Англија кои ја направија фалшливата историја пред светот, земајќи се што е наше и давајќи им на соседите, затоа работат целосно и да не уништат. Ете со овие мои коментари би сакала, иако може би не му е местото, но да порачам, разбудете се. Македонците, односно Македонија нам ни треба најмногу од се, но исто така размислете дали ви треба и ова македонска радиопрограма да продолжи да се емитува и понатаму. Не е сета среќа, како некој што рекол, пензионер сум, сега да проживеам со фамилијата. Навистина се сложувам и со тоа. Но верувам, иако некои велат, не ја слушаме програмата и што чисто се сомневам, но и да не ја слушаат сега, порано ја слушале и свесни се колку сум допринела за ова македонска комуна и за македонската кауза, за македонството воопшто. Не е само да се рече, ако не може, нека го затвори радиото. Се сложувам и со тоа, но тоа е најлесно да се каже, зашто $1 неделата за 50 недели во годината или $2 неделата за $50 во годината не значат ништо. Само волјата од вас, почитувани сонародници, зависи или колку сте заинтересирани за да постои ова програма. Тука се гледа колку е зафатот, односно и колку е отворено вашето срце, колку е богато. Ова не е критика, туку укажувам на факти. Должам околу 17.000, што доколку се сака можат да се соберат. Воспротивно, јас пак ја имам програмата на YouTube, но за жал, вие кои не можете да слушате, останува само празнина. Само да не биде доцна за мене не, туку општо за македонската комуна, зашто во изминативе 30 години многу македонски друштва, асоциации и така натаму згасна, ги нема. На крај, пред се сакам да се представам со песна од моја поезија, која напишав уште во 1988 година за децата бегалци, но ќе надоврзам со изјавата на Ниче Димовски, кој вели: откорнати, прогонети, раселени, погубени, прекрстени ангели мои, како ќе се препознаете? Кога ќе прашате, кого ќе прашате и кој ќе ви каже за тоа? Да, почитувани слушатели, не дај Боже да не дојде до тоа, македонскиот народ да не сме да каже дека е македонец, да не дојде до тоа да не сме да се запе македонската песна, да му е забрането, да не зборуваме за историјата и така натаму. Затоа, како еден од бранителите на македонството во ова моја радиоемисија, во изминативе, значи години, посебно од 77 година, програмата Глас од Македонија, ја барам вашата помош, донација, зашто имам само рок до крајот на септември. А сега да одиме со песната Дете бегалче. Те напуштив, а не знаев зошто. Паткав по другите и се изморив. Те барав тебе, мајко, да ме кренеш, да ме затоплиш. Плачев, а ти како да не ме слушаше, зашто друг товар носеше. Мал бев и не знаев ништо. Ламји и лета над нас да не го утнат, а јас чекав, мислики дошт ќе не врне. Чинам ко вчера да беше. Грозен сон кој никогаш нема да заврши. Се плашев, но кога се пробудив, тебе, мајко, те немаше. Плачев за тебе, мила моја мајчице, но попусто, место тебе друга мајка дојде. И велев, мајко, мислејќи на тебе. Минува денови, месеци, години, но мислата за тебе никако не гинеше. Копнев за твојот бакнеш, за прегратката твоја, за твојот нежен и мил збор што излегуваше од благите усни твои, да ми речеш: сине, сине мој. Се стори во фидан дрво и почнав да копам дупки од младоста моја, од татко ми, од дедовците мои. Зарем толку сум погрешил, о Господи Божие, ти знаеш да јас бев мало и невино дете. Што ли ти направил татко ми, мајка ми и воопшто целиот мој народ, што проколна наша земја делина да биде, а јас во своја земја тујгинец да бидам? Си помнам ко вчера да беше. Мислата, мајко, за тебе никако не гинеше. Се родија внуци и прашуваат дали имат баба приказка да им каже,
А јас им велев, скоро ќе те видат од далечна земја на гости да дојдеш. На крај се сретнавме и не знаевме кои сме. Се прегрнавме, а солзите како камења се тркалаа на нашите рамења, а јас, мила моја мајчице, ја барав твојата цврста и топла прегратка. Ти овој пат ме разбра и го направи тоа што долго го сакав. Но желбата за нашата земја остана неисполнета, остана само илузија. Судбино, ако постоиш, проклета да бидеш. За вас плаче Македонија, далечна е пролетта 48-та, далеку е детството, детство минато. Спомен тажен остана за родна куќа таткова. Скоро плаче мајчински, мајка не заборавајте. Наближуваат и последните минути од емитувањето на оваа вечерашна наша емисија на Глас од Македонија. Се надевам дека задоволивме дел од вашите чувства со содржината на емисијата. Благодарејќи ви што сте со нас, би сакала да ве информирам, доколку имате некои сугестии или поздрави до ваши роднини и пријатели ширум светот, слободно пишете на YouTube од The Voice of Macedonia, а ние или со вашиот глас аудио ќе емитуваме во следната наша радиоемисија. Немојте да заборавите да кликнете на subscribe, кој е бесплатно. Со тоа ја давате вашата поддршка за да радиочасот Глас од Македонија добие поголем публицитет и слушаност. Повторно со вас сме идната недела од 6 часот навечер, каде преку радиостаницата на CMR и Брановата должина 101.3 FM ќе бидеме заедно со вас. До нашето наредно јавување, со желба за пријатна седмица, вашиот уредник и водител на радиочасот Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ.